Пристапот до Русино ќе биде блокиран и во следните денови. Граѓанската иницијатива Стоп Русино, чист воздух за Гостивар реши рампата да остане спуштена за камиони со отпад дополнителни 10 дена. Забраната повторно ќе важи и за камионите од Гостиварски комуналец, додека не се стабилизира горењето на ѓубрето. На почеток се тргна и гледавме дека убаво се работеше. Значи камери се горе поставени, очекуваме до понеделник да се постави интернет за тие камери да бидат јавно во живо или да одат на страница на општинскиот вебсайт. Задоволни сме од тоа што брзо се изреагира и се згасна огнот кој што тогаш гореше, меѓутоа во последниве неколку денови, сега не сум сигурна точно колку, горе не се работи и забележуваме дека повторно тлее чад. Така што можеби тоа беше моментот кој што не доведе повторно да пријавиме блокада и овој пат вклучувајќи го и Гостивар. Се надеваме дека брзо ќе се реши ситуацијата. Во меѓувреме се одржуваат информативни средби и состаноци за да се разгледа состојбата, можностите, понудените решенија, постојниот проект и да се донесе конечна одлука. Вчера вечер се организираше состанок со представници од проектот за управување со отпад што го финансира швајцарската влада и од Центарот за развој на Полошкиот плански регион. Граѓаните поставија прашање дали и кога Русино може да се затвори. Јас клучот депонијата немам и отварање, затварање на депонија не е така лесно, се има протоколи како се одредува една локација за да биде депонија и како истата се затвара. Значи ние според физибилити студијата имаме век на трајање од 8 години за таа депонија, локацијата Русино. Граѓанските активисти кои од 2 август ја организираат блокадата на Русино се залагаат за затворање и дислокација на депонијата која со децении го труе Гостивар.